Присутни пак рецентно ерозивни процеси кои што моментално се тренди во геоморфолошката наука за истражување и така натаму. Самата дисертација, како што кажа и професорот во изводот од рецензијата, се состои од 7 поглавја, во кои што првото е поведи на помени, последното започни констатација со натаму со геотектонски основи. Исто така користена е метода, фотоаналитичка метода, фотомерење на одредени појави. Маси се карактеризира со доста ерозивни карти маси. На графикот сега се гледа нивното учество, значи 85% од сите картести маси се со висока ерозивност. Тоа се посебно да се однесува за шкрилците, понатаму за туфовите. Ова на некој начин заклучок. Дадена е геоморфолошка карта, комплексна геоморфолошка карта. Мислам дека се внесени оние елементи што може да се видат за, односно да се согледат при вака, да кажеме, голем простор, значи не представа некој простор од 50-100 км квадратни, него стои квалитативна квантна анализа, усовршена постапка за утврдување на интензитет на рецептна ерозија, утврдени траги од постапка. Незначително пречекорување на во договор со кандидатот. Ако е потребно ќе се направи пауза, ако има желба може комисијата и одма да почне со поставување на одредени прашања и коментари. Значи, ако комисијата ако не се замолени, значи може и да може. Како што и методологијата во геоморфолошките истражувања, секоја што имаме со геологијата, познавате на геологијата, од тие причини еве и прво му дава збор на професорот кој е факултет за геологија и состав да даде одредени коментари, ако има потреба да постои прашање кандидатот се ќе најде искусствено да одговори на со ваши коментари и прашања. Благодарам на уважаемата прво чест да бидам член на оваква една комисија. Јас го прочитав материјалот, овде што содржат елементи кои што имате информација. Ова изгледа сега овака геоморфолошка единица, што ја гледам, што ја представувате вие. Имате информација кога започна да се формира оваа геоморфолошка единица? За собствено геоморфолошка маси. Освојството маси како маси, нормално, остаток од постари флуидно-денодацени процеси, така што и во консултации со размислување и така натаму, мислам дека е со 30 милион, 32 милион години на најседе палеовулкански облаци. Дури се размислува и за самите палеовулкански облаци, затоа што се релативно, да кажеме, добро сочинени во сите истражувања, како е можно за толку долг временски период да се одржат тие западни маси. Технологии, различни софтверски пакети, различни мерења на сателитските информации се ставени во еден склоп на истражување кој што ни дава можност да она што не можеме во одреден момент подетално да го истражиме, со користење на нови методи може по-глобално веднаш да добиеме таква информација. Во контекст на она што е презентиран графички материјал, сега јас ќе кажам некои аспекти каде што можело да биде и форматот на дисертација, бидејќи во овој начин бев така речено вклучен во работата, постојано консултирам за одредени проблеми што се јавуваат кандидатот. Да кажам дека кандидатот на западниот дел, каде што имаме некои 1200 мм, а имаме 0,5 мм ерозивност. Дали се тоа прашање се доставува како е преваси, интензитетот на връжените или пак е наполнен? Вака е. Става опасно што за мојата магистратура доста материјали како ги професорска па така, секаде во светот. Секаде се смета дека во субтропскиот појас интензитетот на ерозија е најголем. Зошто? Затоа што колку имаме повеќе тврдежи, толку вегетацијата е поуста. Вегетацијата на некој начин може поголема одговорност на должностните капки. Кога имаме повеќе вегетација, површинско истекување помалку. И така натаму. Значи пред се, еве на самите соколски маси, најголема ерозија е во подножјето, каде што има ретка вегетација, како ништо од самата ерозија. Колку одиме повисоко, интензитетот на ерозија. Презентација по геоморфологија 400 страници, да била и од 200 страници напишана, пората географија не знам не е едноставно да се напише. Геоморфолошка програма. И тук да и до сега го гледаме,
имаме четврта докторска дисертација во областта на геоморфологија. Во просек некаде на 10 години по една. И сите меѓу себе се разликуваат методолошки просторно, значи планински системи, ситопланини, подкрипски и така натаму, што е добро. Значењето на оваа дисертација веројатно во тоа да методологијата во иднина ќе прифаќаат, коригираат, дополнуваат и така натаму за планински системи кои се работи за геоморфологски истражувања, значи тоа е голем придонес. И ако одиме со оваа динамика, не само на едната или постои. Во јаката се учат и пред мене учеле така и денес учениците учат. Стари громадни планини, млади ученици. Хронолошки има разлика, особено тя за во однос на планините на Западна Македонија, временското создание и генетски се разликува или не се разликува. Значи ќе го прашаме. Може и ако сакате да одговорите, одмор, ако сакате да не, значи во учебникарската литература ето пишаме дали е така пишаме. Однос на она подела стари, громадни, млади, велики, генетски плани и така натаму, значи по мене тоа не се вредна подела. Затоа што прилike планините барем овој што ја мислам, зона обично се издвојуваат понизу дел, значи генетично периграцијален, да, и во повисокиот дел, односно тенденцијно периграција, и во повисокиот дел може да се издвои ерозивно фосфорилација. Термини разни. Вие се онака нешто што би можело да видите јако на нашиот дел на Масиво, не може да се избори како типично на највисоката ерозивна фосфорилација. На руинскиот дел, значи тука и каде што се оние малку маркантни цифрови кои што За видно е, она пак да се на тоа, не може се да се компарација со соседните прости кај што тоа. Разправавме за одредени прашања и проблеми. Тој уште на почетокот поставуваш и најнормално бараше одредени мислења, сугестии во врска со одредени проблеми, кои што му се јавиле на тема. Така да проведовме заедно повеќе време. Јули 2006 година со почеток во 10 часот на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа јавна отворена докторска дисертација од магистар Ивица Билевски по горе наведениот наслов. Комисијата за одбрана избира наставно-научниот совет во состав доктор Томе Антоновски, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје, пензија, доктор Драган Бочарски, Природно-математичкиот факултет во Скопје, доктор Драган Василевски, редовен професор на ПВК во Скопје, доктор Блажо Бојко, редовен професор на Лудовски биолошки факултет во Штип и доктор Благо Мартовски, редовен професор на ПВК во Скопје. Во спроведената постапка за јавна отбрана дека кандидатот владее со основите од научната област, својата докторска дисертација и едногласно одлучи дека дисертацијата е одбранета. Со тоа кандидатот Ивица Билевски се здоби со научен степен доктор на географски науки.